Заменикот министер за економија Маријан Ристевски, заменичката постојана представничка на UNDP Ана Чернишова и веде заменичката директорка на Агенцијата за вработување Весна Пешова денеска посетија две мали компании во Куманово основани од лица со попреченост. Посетата е по повод меѓународниот ден на лицата со попреченост. Ова е една од најдобрите и најактивни мерки самовработување за лица со попреченост, која што мерка е имат искористено многу луѓе во Македонија. Мислам дека бројката е некаде околу 300, над 300 луѓе и мислам дека таа бројка во иднина ќе се зголемува. Моментално Министерството за економија во координација со Агенцијата за вработување и Агенцијата за развој на претприемништвото на Македонија работиме на нови активни мерки, нов оперативен план, кои што ќе бидат навистина многу поефективни, поекспедитивни, подостапни, потранспарентни во однос на користењето на сите граѓани во Македонија, а посебно и за лицата со попреченост. Да напоменам дека од наредната година ќе има и дополнителни околу 6 милиони евра во буџетот на Агенцијата за вработување и мислам дека тие мерки ќе бидат доста практично и многу добро анализирани и спроведени во тие активни мерки, да бидат што подостапни и мерките, дел од мерките да бидат нормално потранспарентни за лицата кои што ќе ги користат. Со оваа мерка поддршка со преку програмата самовработување на лица со попреченост, веќе се отворени над 300 бизниси, конкретно за Куманово имаме веќе 6 бизниси до сега. Се очекуваме во иднина да растат тие бројки. Инаку оваа програмата самовработување за лица со попреченост е воведена во оперативниот план во 2016 година, така да од година на година се развива и освен оваа програма лицата со попреченост се вклучени и во други мерки. Така да секогаш гледаме да бидат вклучени во колку што може како таргет група. Okay, today we're here together with the Deputy Minister of Economy and Labor. Денеска тука сме собрани заедно со заменикот министер за економија и труд и исто така со представничката од АВРМ. Тука сме да посетиме два успешни бизниси кои што се основани од лица со попреченост и со гордост ви кажувам дека има веќе 300 такви бизниси отворени ширум целата земја. Со оглед на тоа што денес е меѓународниот ден на лицата со попреченост, сметам дека нема подобар начин ова да се прослави. И би додала дека оваа програма која што е инклузивна се работи во соработка со владата и целта на UNDP е никој да не биде изоставен, нели, и се додека работиме на промовирање на инклузивен развој, сметаме дека за секој граѓанин треба да има квалитетен живот кој што ќе биде тоа лице да биде дел од општеството и да има економски придобивки кои што ќе може потоа да ги ожне и дури во некои случаи да стане и самиот работодавец и да може да вработува други лица. This is one of the most successful UNDP programs that we currently have, and I want to emphasize that it's fully funded by the government of North Macedonia. Со гордост можам да ви кажам дека ова е една од најуспешните програми на UNDP која што се спроведува и исто така е целосно финансирана од страна на владата на Република Северна Македонија. Би сакала исто така да потенцирам дека едни од приоритетите на оваа програма е да се овозможат социјални пакети, да се намали невработеноста и како што напоменав и претходно никој да не биде изоставен. Ова е програма која што се спроведува во период од 10 години и вклучува активни мерки за вработување, пристап за малите бизниси, се таргетираат и поранливи категории како што се ромите и лицата со попреченост и самите вие можете да ги забележите резултатите и гледате колку е веќе успешна.